Почитувани, сакам да ве информирам за активностите на два стратешки проекти кои се од исклучителна важност за развој на земјоделството. Со задоволство ве информирам и известувам дека го подпишавме проектот за реонизација, агроеколошко зонирање на земјоделското производство според почвено-климатските услови на реоните во Република Македонија. Се работи за проект кој што ќе се спроведува со техничка поддршка на ФАО во износ од $355,000 во време траење од 2 години. Реализацијата на проектот ќе започне следниот месец. Во моментот се формира стручниот тим кој ќе биде мултидисциплинарен, бидејќи се работи за комплексен проект за кој што е потребна експертиза од повеќе области и сектори. Проектот ќе овозможи точни информации во кој реон, која култура најмногу успева. Република Македонија, иако има мала површина, се карактеризира со многу хетерогени почвено-климатски услови. Земјоделските производители и потенцијалните инвеститори честопати немаат информации и индикатори за тоа кои култури, сорти и семиња најдобро успеваат во дадените производни региони. Еден од главните предуслови за зголемувањето на приносите и подобрување на квалитетот на производите е обезбедување на правилни информации за подобноста за одгледување на одредени земјоделски култури и сорти по производни реони во државата. Овие информации во голема мера ќе ги намалат погрешните инвестиции и ќе послужат за одредување идни насоки во кој правец треба да се адаптира нашето земјоделство во однос на климатските промени. Основа за реонизацијата, која што следи, ќе представува почвениот информативен систем на Република Македонија, кој ќе обезбедува информации за составот и структурата на почвите на територијата на државата. На него ќе се надоградат климатските услови, агробиолошките карактеристики на културите и сортите, потребите од агротехнички мерки, потребите од инвестиции во инфраструктурата во производните региони, пат, струја или наводнување, агроекономските параметри, се со цел да се добие комплетна слика заснована на современите научни анализи. Добиените резултати ќе послужат за креирање на листи на препорачани култури и сорти. Со листите ќе се сугерира правилниот избор на културите и сорти кои што одговараат за одгледување во конкретни реони и ќе дадат најдобри резултати во однос на количината и квалитетот на земјоделските производи. Ова ќе овозможи максимално искористување на инвестицијата и подобар приход од земјоделските стопанства. Спроведувањето на процесот ќе вклучи и научни институции кои врз основа на анализите треба да ги подготват препораките за подобност на земјоделското производство по региони, а во проектот ќе учествуваат и Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството и Управата за хидрометеоролошки работи. Листата со препорачани култури и сорти ќе биде поддржана и ќе биде репер за мерките за финансиската поддршка на земјоделството, односно субвенциите, и ќе представува известна гаранција за инвестицијата и за незината оправданост. Воедно ве информирам за тековните активности поврзани со вториот проект, исто така поддржан од ФАО, а кој што е многу актуелен ако се имат во предвид чистите климатски промени. Станува збор за проектот за намалување на негативното влијание од климатските промени, преку кој што веќе набавивме модерни агрометеоролошки станици, кои што деновиве, овие денови, ќе бидат инсталирани на 3 локации – Градско, Кочани и Струмица. Со агрометеоролошките станици ќе управува Управата за хидрометеоролошки работи. Избрани се токму овие локации, бидејќи таму се произведуваат стратешките земјоделски култури, дали се градинарски, овошни или оризот, за кој што е многу важно редовното следење на временските прилики. Информациите ќе бидат достапни до земјоделците преку новоотворената веб страна на Управата за хидрометеоролошки работи, на која покрај временската прогноза и сезонските прогнози на едноставен и разбирлив начин ќе бидат презентирани и другите информации кои што им се потребни на земјоделците за преземање на соодветни агротехнички мерки. Исто така, со овој проект преземаме активности за поддршка на средните земјоделски училишта, кои вклучуваат развој на наставни материјали за климатски промени и обука на наставниците за вклучување на
поимот климатски промени во наставата. Со овој проект ќе се обучуваат и советниците од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во делот на справувањето со последиците од болестите и штетниците, кои се појавуваат заради климатските услови, заради климатските промени, како што е јазлестата кожа или синиот јазик. Почитувани, ова се само дел од стратешките цели кон кои што стреми Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство и владата на Република Македонија. И во следниот период интензивно ќе работиме на остварување на стратешките цели во земјоделството. Благодарам. Тука сме со раководителот на секторот за меѓународна соработка за сите ваши прашања. Едно мало појаснување. Споменавте дека листата на препорачани субјекти ќе биде основа за исплаќање субвенции. Дали тоа значи дека ако некој земјоделец одгледува питајки, врз основа на листата треба да одгледува тутун, например, ако одбие да го направи тоа, нема да има субвенција? Ова е само почетен проект. Секако дека деталите во септември ќе ги дефинираме и со ФАО, ние би сакале да основата на овој проект се искористи во понатамошното креирање на стратешките политики и на програмите за директна финансиска поддршка. Навистина ни е потребно да знаеме во кој регион што е тоа што најмногу успева и што треба да добие соодветна или зголемена финансиска поддршка од државата. Јас сум среќен што на самиот почеток во работата на Министерството, соочени со огромен број на проблеми во исклучително лоша година, ние сме целосно фокусирани и кон стратешките наши приоритети, затоа денес ја правиме ова тематска пресконференција и сметам дека во иднина политиките навистина ќе бидат креирани на основа на она што ќе го дават клучните проекти кои што сме насочени, дали е тоа консолидацијата, дали е во овој случај реонизацијата. Ако има дополнително, Лидија Чедиковска може да додаде. Во принцип тоа е тоа. Анализите кои што ќе се направат, заради тоа и тимовите кои што ќе се формираат се мултидисциплинарни, тие ќе вклучуваат експерти од повеќе области и всушност врз основа на овие анализи треба да се покаже која всушност инвестиција е најисплатлива за да се намали ризикот од лоши инвестиции, за да се зголемат приходите од земјоделските стопанства и приносите од одгледување на одредена култура. Што значи дека на почетокот веројатно нема да биде исклучено финансирањето на одредени мерки кои што се и сега дел од програмата за директна поддршка и рурален развој, меѓутоа во иднина сепак науката ќе се вклучи до тој степен да навистина врз основа на сериозни економски анализи на сите параметри во земјоделскиот сектор се направи една подолгорочна стратегија. Како се зove? За Кумановскиот регион прашувате? Исплатата на субвенциите, како што знаете, и вчера на сметките на земјоделците се исплатени дополнителни 5,7 милиони евра по однос на повеќе мерки и на култури, и тоа се однесува за територијата на целата држава, на цела Македонија. Во овие 2 месеци околу 60 милиони евра исплативме субвенции кон земјоделците преку програмата за директна финансиска поддршка, соочени со еден куп на блокади и обструкции кои што ни се случија на самиот почеток во јуни, дали е тоа од страна на акционерското друштво водостопанство, дали се проблемите во платежната агенција и останати проблеми, ние го откочивме, одблокиравме овој процес и за 2 месеци исплатени околу 60 милиони за субвенции. Сите решенија по однос на програмата за 2016 година се во постапка. Останатиот дел кој што не се исплатени, мислам дека се уште околу 10 милиони евра, сега точната бројка согласно поради тоа што постојано и секојдневно правиме притисок за исплата и таа се намалува. Последните решенија се обработуваат и, како што кажав, до крајот на месец август, почетокот на септември, сметам дека целосно ќе биде завршена оваа исплата која што се однесува на програмата од 2016 година. Паралелно ние со новиот директор во платежната агенција сме во постојан контакт за да ги решаваме и за останатите проблеми од
12, 13, 14, 15 за оние кои што има соодветен застој или па има соодветни судски решенија и други постапки, но имаме во овие 2 месеци силна исплата на субвенциите, 60 милиони евра за само 2 месеци.